Здруженијето за планинарење и заштита на планини Козјак 2013 и годинава Денот на жената ќе го одбележи со 8-мартовска акција на Бислимска клисура во селото Пчиња. Станува збор за традиционална акција наменета за жените, но секако дека учествуваат планинари од речиси сите клубови во Македонија. 8-мартовската акција ќе се организира в недела на 5 март, а патеката долга околу 13 километри е лесна за пешачење, информираат од клубот. Тоа е прилика на многу жени да излезат во природа и на еден поинаков начин да го обележат овој празник, ама и да ги направат првите планинарски чекори, затоа што има многу жени кои што сакаат да рекреативно да се движат во природата, а таква прилика немале или не знаат кому да се обратат, па затоа решивме тој празник на поинаков начин да го обележиме. Во недела акцијата ќе почне во 8 часот, собирањето ќе биде пред црквата, пред мостот на реката Пчиња и оттука заедно сите ќе појдеме. Веќе има околу 80 луѓе пријавени, ма уште ќе се пријават сигурно. Еве и мои ученици се пријавија веќе да сакат некој време го чекат тој момент кога ќе имаме некоја акција за почетници. И потоа со нашите водичи ќе се движиме по маркирана патека. Патеката ние однапред ја средуваме, значи ја чистиме од грмушки, од трње, кај што е избледена маркацијата, тоа го обновуваме и ќе се движиме прво низ Борова шума, па потоа Дабова шума, излегуваме на Видиковец каде што се гледа речиси целата Бислимска клисура. Таму горе има и целото плато е покриено со диви јорговани. А после се спуштаме уште на еден Видиковец, па одиме до пештерите. Значи реков дека самата Бислимска клисура е многу интересна, екзотична, има што да понуди. И потоа се враќаме повторно во селото, значи правиме една кружна акција која што ќе биде долга околу 13 километри, лесна е, значи прилагодлива за сите почетници, за сите дами кои што досега немале такво искуство. Меѓутоа, ние препорачуваме со оглед на временските услови, затоа што сепак се уште е зима, нели, да се носи планинарска опрема соодветна, ама пред се гозерки. Значи, бидејќи има карпес терен, може да има и да биде и мокар теренот, и затоа мора да се придржуваме кон тие правила. Акцијата по повод Денот на жената е поддржана од општина Куманово, како и традиционалната акција на планината Козјак, која се организира во чест на државниот празник 11 октомври. Ова година на 11 јули ќе се навршат 10 години од постојање на нашиот клуб, значи јубилејна 10 годишнина, и затоа и ова 8-мартовска акција ќе биде малку позбогатена со програма. Ќе има нешто што ќе биде изненадување за гостите. Се надам дека ќе успееме да го реализираме, ама тоа е нешто што досега не сме го ние сретнале на ниту една акција и мислам дека време е такво нешто поинакво да се доживее. А што ќе биде нема да кажам, кога дојдат сите граѓани, меѓутоа може и вие да дојдете. Поканете се сите затоа што патеката е прилагодена за сите и мислам дека ќе уживате во тоа. Клубот Козјак 2013 годинава одбележува 10 годишно постоење и успешно реализирање на активностите. Организирање планинарски тури речиси секоја недела, и тоа не само во Кумановскиот регион, туку и на планините во државата, како и надвор од Македонија со лиценцирани водичи, е она што ги привлекува кумановските рекреативци да се зачленат во планинарското здружение. Бројката на членовите континуирано се зголемува, а во текст се и новите уписи, информираат надлежните.